Ова е последното делче од Малиот принц. Книга што се надевам дека ви се допадна и дека сега и последното делче пред да заспиете го и слушате внимателно. Луѓето бегаат со брзите возови, рече Малиот принц, но веќе не знаат што бараат. Тогаш се вознемируваат и се вртат во круг. Потоа додаде: нема потреба од тоа. Бунарот што го најдовме воопшто не личеше на сахарските бунари. Сахарските бунари се обични дупки ископани во песокот. Овој личеше на селски бунар. Но таму немаше никакво село, па јас помислив дека сонувам. Ова е чудно, му реков на Малиот принц. Се е подготвено. Чекрекот, кофата и јажето. Тој се насмевна, го допре јажето и го заврте чекрекот. Одеднаш чекрекот зачкрипи, како што крцка некој стар ветрокас на оџак, кога ветерот долго време спиел. Слушаш ли? Рече Малиот принц. Ние го разбудивме бунаров и тој пее. Не сакав Малиот принц да се напрега. Дозволи ми мене, му реков. Тоа е многу тешко за тебе. Полека ја кренав кофата до камената ограда на бунарот. Таму ја поставив добро исправена. Во моите уши продолжи да ѕуни песната на чекрекот, а во водата, што трепереше уште, гледав како трепери сонцето. Жеден сум за оваа вода, рече Малиот принц. Дај ми да се напијам. И јас сватив што бараше тој. Ја поткренав кофата до неговите усни. Тој пиеше со затворени очи. Имаше сладост во тоа како на празничен ден. Таа вода беше нешто многу поинакво од обичната вода за пиење. Таа беше родена од одењето под звездите, од песната на чекрекот и од силата на моите раце. Беше добра за срцето како подарок. Кога бев мало дете, светлината на божикњата елка, музиката на полноќната богослужба, нежноста на насмевките го создаваа така зрачењето на божикниот подарок што го добивав. Луѓето од твојот свет, рече Малиот принц, одгледуваат 5000 ружи во иста градина, а таму не го наоѓаат она што го бараат. Не го наоѓаат, одговорив. Меѓутоа, она што го бараат може да се најде во една единствена ружа или во малку вода. Се разбира, му одговорив. А Малиот принц додаде: но очите се слепи. Треба да се бара со срцето. Се напив, дишев лесно. Кога се разденува, песокот има боја на мед. Бев среќен исто така поради медената боја. Зошто па јас би бил несреќен? Треба да го исполниш ветувањето, ми рече тивко Малиот принц, кој пак седна до мене. Кое ветување? Знаеш, на рилникот за мојата овца, јас сум одговорен за она цвеќе. Ги извадив своите скици од джебот. Малиот принц ги погледна и рече смејки се: твоите баобаби малку личат на зелки. О, а јас бев толку горд со баобабите. Твојата лисица, незините уши малку личат на рогови и многу се долги. И продолжи да се смее. Ти си неправедно, мое малечко добро човечулче. Јас не знаев да нацртам ништо друго освен затворени и отворени змии боа. Ох, во рета, рече тој, децата знаат. Тогаш му нацртав еден нарилник. И додека му го подавав, срцето ми се стегаше. Ти имаш некакви намери што јас не ги знам, но тој не ми одговори. Ми рече: знаеш, утре ќе биде годишнина од моето паѓање на земјата.
По извесно молчење додаде: Јас паднав тука некаде близу и поцрвене. И без да сватам зошто, пак почувствував чудна тага. Сепак ми дојде едно прашање. Значи, не беше случајно тоа што она утро, кога те запознав пред 8 дена, шеташе така сосем сам, 1000 милји далеку од какво било населено место, ти се враќаше на кај точката на твоето паѓање? Малиот принц пак поцрвене, а јас додадов колебајки се. Можеби поради годишнината, малиот принц пак поцрвене. Тој никогаш не одговараше на прашањата, но кога некој ќе поцрвени, тоа значи да, нели? Ах, му реков, се плашам, но тој ми одговори: ти сега треба да работиш. Треба да се вратиш кај твојот авион. Јас ке те чекам овде. Врати се утре вечер. Но јас не се успокоив. Си споменав за лисицата. Ако човек дозволи да биде припитомен, ризикува малку да плаче. Блиску до бунарот имаше една урнатина од стар камен зид. Кога утредента приквечер се враќав од мојата работа, оддалеку го забележав малиот принц седнат горе, а нозете му висеа надолу. И го слушнав како вели: Значи ти не се сеќаваш, рече тој. Тоа не беше точно тука. Без сомневање, некој друг глас му одговори, со што тој возврати: Да, на денешен ден, но не на ова место. Продолжив да одам на кај зидот. Уште не гледав и не слушав никого. Но малиот принц пак одговори: Се разбира, ти ќе видиш каде почнува мојата трага во песокот и таму ќе ме чекаш. Ноќва ќе стигнам таму. Бев на 20 метри од зидот и се уште не гледав ништо. По кратко молчање малиот принц рече: Дали имаш добар отров и дали си сигурна дека нема долго да се мачам? Останав стаписан со стегнато срце, но и понатаму не сваќав ништо. Сега оди си, рече тој, сакам да слезам. Тогаш јас го спуштив погледот кон подножието на зидот и подскокнав. Таа беше таму, исправена кон малиот принц, една од оние жолти змии што ве усмртуваат за 30 секунди. Џбарајки во џебот за да го извадам својот револвер, се стрчав, но од шумот што го направив, змијата полека се лизна по песокот, како воден мласт што згинува и без да брза многу, со лесен метален шум се вовлече меѓу камењата. Стигнав до зидот токму навреме за да го пречекам враце моето мало добро човечуле од принц, блед како снег. Каква е оваа приказна? Ти сега разговараш и со змии? Му го одврзав вечното шалче од злато. Му ги навлажнив слепочниците и му дадов вода. А потоа веќе не се осмелував да го прашам ништо. Тој ме погледна сериозно и си ги стави рацете околу мојот врат. Чувствував како му чука срцето, како срце на птица што умира кога во неа пукале со воздушна пушка. Тој ми рече: Задоволен сум што си нашол што му недостигаше на твоето летало. Ке можеш да се вратиш дома. Од каде знаеш? Туку што сакав да му кажам дека наспроти сета безнадежност успеав да ја завршам работата. Тој не одговори ништо на моето прашање, но додаде: И јас денес се враќам дома. Потоа рече со меланхоличен глас: Но тоа е многу подалеку, многу потешко. Добро чувствував дека се случува нешто чудно. Го стегав во својата преградка како мало детенце, а сепак ми се чинеше дека тој вертикално пропаќа во некаква бездна, без да можам да го задржам. Погледот му беше сериозен, загубен во далечината. Ја имам твојата овца, а го имам и сандакот за овцата, а го имам и наралникот. И се насмевна тажно. Чекав долго време. Почувствував дека
тој малку по малку се затоплува. Моje мало добро човече, ти се плашиш? Се разбира, тој беше исплашен, но кротко се насмевнуваше. Многу повеќе ќе се плашам вечерва. Пак почувствував морници поради чувството на непоправливост на нештата. И сватив дека нема да можам да ја поднесам помислата да не го слушам веќе неговото смеење. За мене тоа беше како извор во пустината. Мало човече, јас сакам уште да те слушам како се смееш. Но тој ми рече: оваа ноќ ќе се наврши токму 1 година. Мојата звезда ќе се најде точно над местото каде што паднав минатата година. Мало човече, нели е само еден лош сон таа приказна за змијата и за средбата и за звездата? Но тој не ми одговори на прашањето. Ми рече: она што е значајно не се гледа. Се разбира. Тоа е како со цвеќето. Ако сакаш едно цвеќе што се наоѓа на некоја звезда, уживање е да го гледаш небото ноќе. Сите звезди се расцутени. Се разбира, реков. Тоа е како со водата, продолжи. Таа што ти ми ја даде да се напијам беше како музика, поради оној чекрек и поради јажето, си споменуваш, беше чудесна. Се разбира. Ноќе ќе ги гледаш звездите. Во мојот крај се е премалечко за да можам да ти покажам каде се наоѓа мојата. Подобро што е така. Мојата звезда за тебе ќе биде една од звездите. Тогаш ќе сакаш да ги гледаш сите звезди. Тие ќе бидат сите твои пријателки. А сакам да ти дадам и еден подарок. И продолжи да се смее. Ах, мало човече, сакам да го слушам ова смеење. Токму тоа ќе биде мојот подарок. Тоа ќе биде како со водата. Што сакаш да кажеш? Луѓето имаат звезди што не се исти. За некои кои патуваат звездите се водачи. За други тие не значат ништо друго освен мали светилки. За некои што се научници тие се проблеми. За мојот бизнисмен беа злато, но сите звезди молчат, а ти ќе имаш звезди каква што немал никој. Што сакаш да кажеш? Кога ноќе ќе го гледаш небото, ќе ти се чини како да се смеат сите звезди, зашто јас ќе живеам на една од нив, зашто јас ќе се смеам на една од нив. Ти ќе имаш звезди што знаат да се смеат. Тој пак се смееше. И кога ќе се утешиш, луѓето секогаш се утешуваат, ќе бидеш задоволен дека си ме запознал. Секогаш ќе ми бидеш пријател. Ќе имаш желба да се смееш заедно со мене. И понекогаш ќе го отвораш прозоретот само така, од задоволство. А твоите пријатели многу ќе се чудат кога ќе те видат дека се смееш гледајќи го небото. Тогаш ти ќе им речеш: да, звездите секогаш ми предизвикуваат насмевка. Тие ќе мислат дека си полудел, сум ти приредил една грда шега. И тој пак се смееше. А тоа ќе биде како да сум ти дал, наместо звезди, еден куп мали звончиња што знаат да се смеат. И продолжи да се смее. Потоа стана сериозен. Оваа ноќ, знаеш, не доаѓај. Нема да те напуштам, реков. А ќе се приправам дека ми е лошо, дури малку ќе изгледам како да сум на умирање. Така е тоа. Не доаѓај да го гледаш тоа, нема потреба. Нема да те оставам. Но тој беше загрижен. Ти велам така поради змијата, за да не те касне, змиите се лоши, може да те каснат од задоволство. Нема да те напуштам. Вистина е дека тие веќе немаат отров за второ каснување. Таа ноќ не го видов кога тргна на пат. Избега без никаков шум. Кога успеав да го стигнам, одеше решително и со брз чекор. Само ми рече: ах, ти си тука. И ме фати за рака. Но уште се тревожеше. Си сгрешил, тебе ќе ти биде мака. Јас ќе изгледам како да сум мртов, но тоа нема да биде вистина. Јас молчав. Разбираш, нели?
Тоа е многу далеко, јас не можам да го однесам до таму телово, тоа е многу тешко. Јас молчав. Но тоа ќе биде како една стара напуштена корупка. Старите корупки не се за жалење. Јас молчав. Тогаш малку се обесхрабри, но направи уште еден напор. Тоа ќе биде пријатно, знаеш, и јас ќе ги гледам звездите. Сите звезди ќе бидат бунари со рогјосани чекреци. Сите звезди ќе ми тураат да пијам. Јас молчав. Тоа ќе биде толку забавно. Ти ќе имаш 500 милиони звончиња, јас ќе имам 500 милиони извори, и тој исто така замолча, зашто плачеше. Тоа е тука. Остави ме сам да направам еден чекор. И седна, зашто му беше страв. Рече уште. Знаеш, моето цвеќе, јас сум одговорен за него. А тоа е толку слабичко и толку е невино. Има само 4 бедни трнчиња за да го заштитуваат од светот. Јас седнав зашто веќе не можев да стојам. Тој рече, ете, тоа е се. Се колебаше уште малку, а потоа стана. Направи еден чекор, а јас не можев да се помрднам. Крај неговиот глушт засветка една жолта молња. Еден момент тој остана неподвижен. Не испушти крик. Падна полека како што паѓа дрво. Не се слушна никаков шум поради песокот. Од тогаш поминаа веќе 6 години. Никогаш досега не сум ја раскажал оваа доживеалица. Другарите со кои се сретнав беа многу задоволни што пак ме гледаат жив. Бев тажен, но им велев. Тоа е од уморот. Сега сум малку од малку утешен, односно, не сосем, но добро знам дека тој се вратил на својата планета зашто, кога се раздени, не го најдов неговото тело. Тоа не беше некое многу тешко тело. И сакам ноќе да ги наслушнувам звездите. Тоа е небаре како да слушам 500 милиони звончиња. Но ете се случува нешто мощно необично. На наралникот што го нацртав за малиот принц, заборавив да додадам и едно кожено ременче. Тој никогаш нема да може да го врзе наралникот на својата овца. Па се прашувам, што ли се случило на неговата планета? Може би овцата го изела цвеќето? Понекогаш си велам, сигурно не. Малиот принц секоја ног го покрива своето цвеќе со стаклено ѕвоно и добро бдее над својата овца. Тогаш сум среќен и сите звезди галежно се насмевнуваат. Друг пат си велам, понекогаш сме расејани и тоа е доволно. Може би некоја вечер тој го заборавил стакленото ѕвоно или пак овцата безшумно излегла ноќе. Тогаш звончињата се претвораат во солзи. Ете, тоа е една голема тајна. За вас, кои исто така го сакате малиот принц, како и за мене, ништо во вселената не е поважно од тоа дали некаде, незнаено каде, една овца што не ја знаеме, изела или не изела една ружа. Погледнете го небото. Прашајте се, дали овцата го изела или не го изела цвеќето? И тогаш ќе видите како се менува се. И ниеден возрасен нема да свати никогаш дека тоа има толкаво значење. Добра ноќ.